Зборуваме за тема за која што се зборуваше многу изминативе денови, но се што е ново и во корист на нашите граѓани, сметаме дека треба да го продискутираме. Имено услугата помош и нега на домот, достапна и за жителите на општина Киселавода. Корисници може да бидат лицата над 65 години, лицата со намален функционален капацитет и лица со попреченост кои што не може да се грижат за себе. Дополнително обезбеден е транспорт за стари лица и лица со попреченост од Црвениот крст со посебно опремени наменски возила. Кој се може да ги користи овие услуги и како да дојде до нив? Тема на разговор со Александра Боева од Црвениот крст. Добро утро, Александра, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата. Неколку теми ќе опфатиме наредниве 10 минути. Ќе започнеме со Центарот за нега, кој што беше повеќе од потребен за нашите повозрастни граѓани. Од она што го знам како прва информација е дека повеќе од 20 лиценцирани негователи ќе бидат задолжени за помош и поддршка на граѓаните од трето доба. Така, да. Значи, Центарот за нега веќе од 2017 година функционира на територија на градот Скопје. Она што е ново е дека на територијата на општина Киселавода веќе од минатата недела воспоставуваме бесплатна услуга помош и нега во домот во соработка со општината, со Министерството за труд и поддршка од страна на Светска банка. Обучени се 20 негователи, спремни се за работа. Така што сите граѓани кои што им е потребна оваа услуга може веќе да си аплицираат за истата. Ајде малку да навлеземе и во суштината. Во кои се сегменти овие лиценцирани негователи ќе им помагаат на нашите повозрастни граѓани? Така, значи, овие лиценцирани негователи се всушност обучени да им даваат поддршка во домот, во делот на основни инструментални активности, како што стои по закон, по правилник, по пластично тоа да го објаснам за граѓаните да го разберат. Значи, станува збор за поддршка во домот на старите лица, се грижат за нивната лична хигиена, мобилност во домот, надвор од домот, мониторинг на пиење на лекови, менување на пелени, подлоги така што се она што опфаќа помош, нега, грижа на старото лице во домот, се тоа спаѓа во тие основни инструментални активности, со тоа што не значи дека едно лице ги користи баш сите активности. Се прави претходна проценка, се детектираат потребите и во зависност од потребите на лицето се добива услугата. Во неколку сегменти споменавме лиценцирани негователи. Што значи лиценциран неговател за помош и поддршка на стари лица? Дали ги имаме доволно и какви се обуки треба да поминат за да го добијат тој сертификат за работа? Така, значи станува збор за лиценцирани, односно сертифицирани негователи кои што поминуваат обука, верификувана обука од страна на Министерството за образование и Центарот за образование на возрастни. Обуката трае 250 часа, горе-долу околу 3 месеци. Лица кои што сакаат да станат негователи, поминуваат оваа обука, стекнуваат вештини, компетенции да се грижат за старите лица, така што навистина е една обука која што изобилува со знаење за навистина некој кој што претходно можеби немал никаква допирна точка со негата на старите лица, да навистина се обучи да тоа го прави онака како треба. Суштината на целата оваа приказна, коригирајте ме ако грешам, е нашите граѓани од трето доба некако многу подостоинствено да го минуваат овој период од животот, да се чувствуваат и сигурно и безбедно во својот личен простор. Колку граѓани од општина Киселавода во моментов можат да ја користат оваа услуга? Имате таква некоја статистика? Статистиките се дека всушност ние сметаме дека навистина е голема бројката на лица кои што оваа услуга им е потребна. Во моментот трае процесот на аплицирање за оваа услуга и секој оној кој што пред се живее сам, има над 65 години, има некакви хронични заболувања, не значи дека секој лице над 65 години има потреба од нега и дај Боже да што поголем број немаат потреба, меѓутоа оние кои што имаат хронични заболувања, се потешко подвижни, нема кој друг да им помогне, пред се оние кои што живеат сами, можат да побараат поддршката. Очекуваме дека на годишно ниво би обслужувале меѓу 40 и 60 стари лица кои што би имале потреба од ова.
Возот тргна од Кисела Вода, кои се други општини се на листата и каква е, да речеме, комуникацијата и соработката со другите локални самоуправи? Има интерес за ова? Да, со тоа што возот тргна од Карпош, уште пред 2 години, кога со истиот проект всушност започнавме ние како Црвен крст да ја нудиме услугата најпрво во Карпош. Какви се тогаш искуствата од Карпош? Многу добри. Да. Искуствата се многу добри. Над 60 лица во текот на една година ги користат услугите. Во моментот успеваме да излеземе во пресред на секој оној кој што аплицирал за услугата и кој што од страна на Центарот за социјална работа добил решение. Тоа значи дека во моментот немаме листа на чекање, што е добро, значи дека се она што е потребно на терен сме го исполниле со Ајде да отвориме малку и втората тема за посебниот транспорт, кој што го споменавме во најавата. Станува збор за специјализирани возила, кои што исто така ќе бидат достапни за граѓаните. Кој се ќе може да ги користи? Ајде таа прва основна информација. Така, ова е една од поновите услуги која што почнавме да ја нудиме минатата година, се извинувам, во текот на месец мај, и некако оваа услуга следствено дојде на услугата помош и нега во домот, во смисла на тоа дека ние претходно направивме една физибилити студија, каде што ги прашувавме самите стари лица што е тоа што им е потребно, што е тоа што недостасува како услуга во овој град, и првата услуга која што недостигаше беше помош и нега во домот, на место број 2 беше транспорт на лицата кои што немаат можност сами да се да одат од една локација на друга. Ја воведовме таа услуга, веќе сите граѓани на градот Скопје можат да ја користат по субвенционирани цени. Начинот на кој што може да ја користат е да исконтактираат со нас на контакт линијата која што работи 24/7. 15-330 е бројот. Она што е новитет од минатата недела е дека општината Кисела Вода препозна дека оваа услуга е навистина нешто кое што е потребно за граѓаните. Одлучи да тоа го обезбеди на своите граѓани од општината бесплатно. Така што доколку некој лице од Кисела Вода се јави и побара транспорт, дали до здравствена, социјална или друга установа, општината е таа која што плаќа за тоа. Сите останати, велите, по субвенционирани цени може да ја користат услугата. Дали тие субвенционирани цени се достапни на нашите граѓани, дел од нив со ниски примања? Сметам дека да, заради тоа што цените на вистина се на ниво да се обидеме секој да може да си ги дозволи. За жал, ние како Црвен крст не би можеле тоа да го обезбедиме бесплатно, бидејќи тоа е на вистина една услуга која што голем финансиски издаток, која што чини многу пари, и се обидовме да ги донесеме цените на некое ниво каде што буквално секој би можел да си ги дозволи. За кои населени места е достапно возилото? Од каде се може да го повикаат граѓаните? Значи вака, во моментот располагаме со едно големо наменско возило кое што е за неподвижни или многу тешко подвижни пациенти, кои што, односно корисници, кои што мора да се превезуваат во лежачка положба. Имаме останати 3 возила кои што се исто така за потешко подвижни лица, меѓутоа, нели, може во седечка положба да се транспортираат. Во моментот услугата е достапна на цела територија на градот Скопје по субвенционирани цени. Се користи? Многу се користи. Тоа е добро. Минатата година, значи до крајот на декември, имавме само за 7 месеци над 550 транспорти. Црвениот крст години на нас за Александрева служба на граѓаните дека имате добра волја и желба, тоа го знаеме и го потврдувате со својата работа, но ви имали доволно, еве за да го заокружиме разговорот, имали доволно волонтери, имали доволно хумани луѓе кои што сакаат да работат за каузата на Црвениот крст? Сметам дека секогаш може да не има повеќе, заради тоа што, како што споменавме, и потребите на граѓаните се зголемуваат, услугите кои што ги нудиме секојдневно се зголемуваат, така што никогаш не е на одмет да некој дополнително даде допринос и да се вклучи во тимот. И секако следиме вашата работа и сето оно што ќе биде ново, а во интерес на нашите граѓани ќе ви имаме овде во утринската програма. Благодарам за гостувањето. Благодарам, секогаш со задоволство.